Следете вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во владата денеска ќе се одржи конститутивна седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на незаконски стекнат имот. Со неја ќе председава заменик председателот на владата Арбен Фетаје. На седницата ќе се обрати и премиерот Христијан Мицкоски. Без проблеми започна официјалната употреба на системот Безбеден град. Скопје, Тетово и Куманово од вчера се под видеомониторинг на главните сообраќајници за да се овозможи побезбеден сообраќај. Со правилник се дефинира од стапките кои системот ќе ги толерира и кои достигнуваат до околу 15% од пропишаните законски ограничувања. Министерот за внатрешни работи Паче Тошковски синоќа беше во посета на компјутерскиот центар во СВР Скопје, каде и официјално стартуваше проектот Безбеден град за евиденција на прекршоците во сообраќајот. Драстично намалување на бројката на сообраќајни прекршоци споредено со пред 2 месеци кога започнавме со тест периодот. Отприлика имаме негде од околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажам една огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамки на сообраќајот заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500. Вие сте тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова со имплементирање на овој проект. И еве од првиот ден, од првите неколку сати во рамки на неговото имплементирање покажуваме дека сме можеле европските вредности да ги имплементираме во Македонија и сме можеле да покажеме еден поинаков пристап за разлика од претходно. Ви честитам од срце и сум сигурен дека во иднина со вакво однесување и со ваков начин на однос кон својата држава ќе покажеме дека навистина ги имплементираме оние европски вредности кои што ги заслужуваат македонските граѓани. Понудата на премиерот до УПО за зголемување на платите за 40% за 2 години не е безусловна. Владата бара синдикатот да се откаже од зголемување на платите според коефициенти и раст на просечната плата, која е утврдено со општиот колективен договор. Од УПО вела дека предлогот ќе се разгледа, но се скептични дека имаат мандат да ги лишат вработените во управата и правосудството од редовното согласување на висината на нивните плати. Во меѓувреме, владата останува на ставот дека за минималецот треба да разговараат само работодавачите и синдикатите. Колективниот договор ќе се потпише со УПОС, но под услов да се тргне делот за плати од општиот колективен договор, за да се зголемат платите за 40% на административците во правосудството и управата. Премиерот Мицкоски бара од синдикатот одредени отстапки. Станува збор за 7800 вработени во државната управа, судовите и јавните обвинителства. Тоа е услово да дојдат, но треба исто така во тие преговори да се согласат на веќе изминатиот од важност општ колективен договор, делот за плати, кој што и онака е збунувачки, можеме да го толкуваме вака, така или онака, да го тргнеме, да излеземе од тој, бидејќи создава забуни, создава проблеми, да се посветиме на овој договор, да го финализираме и во рамките на овие 2 години да се договориме и за тој дел од општиот колективен договор. Општиот колективен договор предвидува согласување на платите со коефициентите и растот на просечната плата. Нова решение, иако е подпишано, засега не се спроведува. Од УПОС велат дека утре ќе имаат состанок со синдикалните организации, на кој ќе се утврдува дали да се прифати или не ваквиот предлог. Уште утре ќе ја контактираме владата и ќе бараме состанок со премиерот. Ако вака скроениот договор е поволен за работниците, веднаш ќе го потпишеме. За зголемување на платите во приватниот сектор, премиерот остава синдикатот и работодавачите да се договорат за минималец од 600 евра и поразно останатите плати за 100 евра. Од ССМ најавија блокади и протести. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
По продолжение следуваат